Драги ученици, добре дојдовте во Е-училница. Јас сум Јасминка Трајковиќ, наставник по македонски јазик. Денес ќе одржиме Е-час по македонски јазик. Да почнеме. Што ќе научиме денес? Да препознаваме и именуваме делови на реченицата. Да вршиме согласување меѓу подметот и прирокот. Да препознаваме и разликуваме лични и нелични глаголски форми. Да применуваме лични и нелични форми. И, како една завршница, да напишеме текст во кој ќе ги примениме научените форми. За таа цел, денес ни е потребно тетратка и пенкало. Со лесно, да почнеме. Денешната тема е главни членови на реченицата, подметот и прирокот, како и глаголот во функција на прирок. Да повториме од претходно наученото. Што представува реченицата? Да посочиме пример. Реченицата представува една искажана и завршена говорна мисла. Мојот пример за вас е: јас денес следам Е-час по македонски јазик. Да видиме од што се составени следните реченици. Марко пишува домашна задача, стигнав навреме и тие шетаа во паркот. Во својот состав, речениците содржат подмет, тоа е Марко, и тие, прирок, пишува, стигнав, шетаа, но гледаме дека содржат и други додатоци. Да видиме што е прирокот. Прирокот е основен член во реченицата. Тој ја создава реченицата, па затоа уште го викаме и создавачки член. Без прирок нема реченица. Во функција на прирокот е глаголот. Прирокот го означува дејството во реченицата. Да ги провериме примерите. Марија трча брзо. Гледате, забележувате дека со црвено обоено ни е дејството. Трча. Тоа е глаголот, односно прирокот во реченицата. Во следната реченица, излезе на улицата, со црвено ни е обоено дејството, односно излезе. Се надевам дека е јасно. Одиме понатаму. Подмет. Тој е вториот главен член во реченицата. Може да биде изразен во реченицата, како што е случајот со овие реченици. Тие ги решија задачите. Тие е подметот, го пронаоѓаме на прашањето кој плюс глаголот и добиваме одговор тие. И последниот пример. Денес Марија нема да дојде на училиште. Кој нема да дојде денес на училиште? Марија нема да дојде на училиште. Тоа е подметот во нашата реченица. Но подметот може да биде и изоставен, односно тој да се определи од формата на прирокот. Како на пример во следната реченица: заборавив да ја пренесам веста. Кој заборави? Јас заборавив да ја пренесам веста. Се подразбира. Успешно ја завршивте обврската. Кој? Вие, иако не е потенцирано намерно. Да видиме, да ги примениме стекнатите знаења во вежби. Во вашите тетратки ќе ги забележите понудените реченици, ќе го паузирате видеото, прирокот ќе го подвлечете со 2 линии, а подметот со 1. Да ја прочитаме вежбата. Јас ја прочитав книгата многу брзо. На плажата децата прават кули од песок. Ние шетавме крај езерото.
Мама направи вкусна торта. И последната реченица, сонцето изгреа рано. Да видиме како одговоривте на задачата. Подметите ни се со црно подвлечени, додека прирокот е подвлечен и обоен во црвено. Јас ја прочитав книгата многу брзо. Подметот е јас, а прирокот, односно глаголот, е прочитав. Во следната реченица, кој прави кули од песок? Децата, додека дејството е прават. Во следната реченица, ние шетавме крај езерото. Дејството е шетавме, односно прирокот, а подметот е ние. Мама направи вкусна торта. Мама е подметот, додека прирокот е направи. Сонцето изгреа рано. Сонцето е подметот, додека изгреа е прирокот. Не беше тешко, не. Во македонскиот јазик, меѓу подметот и прирокот има согласување по лице, број и род. Како во примерот, тој седи на клупата. Подметот ни е употребен во трето лице, што значи дека и прирокот мора да биде во соодветното лице. Ако подметот е употребен во множина, тогаш и прирокот мора да е во соодветниот број. Тие шетаат покрај брегот. Исто така, постои согласување по род меѓу подметот и прирокот. Тоа доаѓа до израз кога прирокот е изразен во Л форма, во смисла играл, седел, јадел и слично. Јана гледала филм. Јана е женски род, согласно со тоа и прирокот, односно Л формата, е во женски род. Детето заспало над книгата. Неговиот дедо седел на клупата во паркот. Глаголот е всушност волично глаголска форма во функција на прирок. Да ги прочитаме следниве реченици, споредувајќи ги нагласените зборови. Децата седеа дома и трчајќи дојде до кај нас. Забележуваме дека во првата реченица нагласен ни е глаголот седеа, кој што е волична глаголска форма и затоа е создавачки член во реченицата. Во втората реченица пак, зборот трчајки не е волична глаголска форма и не може да оформи реченица. И не може да стои трчајки кај нас, туку создавачки член во реченицата е дојде до кај нас. За да нема нејасноти, да се потсетиме кои се неличните глаголски форми. Нелични глаголски форми се образуваат од глаголи, меѓутоа не се волична глаголска форма. Тие се глаголска придавка, односно придавки изведени од глагол кои што завршуваат на следните наставки: т, та, то, ти или н, на, но, ни, како што е слушнат, слушнато, слушнати или зборуван, зборувано, зборувани. Глаголскиот прилог, прилози изведени од глаголи што завршуваат на наставката ј, слушајки, пеејки. И глаголската именка е секако нелична глаголска форма, тоа се именки кои што завршуваат на ње. Пеење, свирење. Имаме вежба за вас да ги посочиме прироците во текстот, но да внимаваме на неличните форми. Значи ги посочуваме само личните глаголски форми. Многу сакав да го видам селото Галичник. Погледањето на документарниот филм и слушајки за неговите убавини, желбата стана уште поголема. Ми раскажуваа дека во дамнешни времиња градењето на црквите го правеле мијачките мајстори, познати по светот, а печалбарењето било посебна приказна. Секој Петровден
заминувања, враќања, правење свадби. Одбите ги ученици, личните глаголски форми. Еве го реченијето. Многу сакав да го видам селото Галичник. Сакав да видам е лична глаголска форма. И стана исто така. Раскажуваа, правеле, било. Сите овие представуваат создавачки членови во реченицата, односно лични глаголски форми. Уште една вежба за вас. На празните места дополнете со лични и нелични глаголски форми, така што речениците да имаат смисла. Да видиме како го направивме тоа. Со црвено ги обележуваме личните глаголски форми, додека со сино ги обележуваме неличните глаголски форми. Трчајќи кон теренот, судијата свирна. Дождот паѓаше силно, поплавувајќи ги улиците. Бебето плачеше додека беше легнато во креветче. Горде излезе, не слушајќи го тато. Оваа убава слика треба да ве инспирира да напишете текст во кој покрај прирокот ќе употребите и нелични глаголски форми. Насловот нека биде Изгревот на сонцето. Драги ученици, се надевам дека ви беше интересно. Ви посакувам лесно учење и среќено. До следниот е час.